Добре, дојдовте назад. Другарчиња, сега одиме со следниот час исто по природни науки со нова наша професорка која се спрема во моментов. Презентацијата се вика Растење на семињата, значи за тоа ќе дознаваме денеска. Цвајнштајн, знаеш дека многу ми се интересни овие часови за животната средина, многу сакам да учам за тоа и сакам еве новата учителка да ни раскаже нешто ново за растењето на семињата. Така. Минатиот час зборувавме за расејување на семињата, денес да видиме како тоа се што е потребно семињата да можат да пораснат. Одлично. Така. На првиот слайд ни се гледа збирка од семиња, различни видови, минатиот пат ги гледавме, исто така повторно ги носам, збирката од семиња. Сите имаат различен облик, бидејќи припаѓаат на различен вид. Ова се многу интересни. семки од тиква или од што Пченица. се? Пченица, да. Да. Пиперка. Пиперка. Ова сте сигурно сте го јадели. Леќа. Јас не сакам. Не сакам леќа. Ете така. И на следниот слайд можеме да забележиме како тоа изгледа семка од грав и да видиме каде тоа расте гравот. Односно, каде се наоѓа семката. Плодот на гравот се нарекува мешунка. Тоа всушност ние не го јадеме, туку го употребуваме семето за исхрана. Многу е децата не го забележуваат тоа дека мешунката всушност представува плод, мислат дека се што јадеме се представува плод. Но треба малку да ги разграничиме нештата. Така е. Исто така, минатиот час имавме жив пример, односно природен материјал од изртено семе од грав. И на него ги забележавме следните делови. Односно, однадвор семката има кожеста обвивка, која што го штити од неповолни услови во средината. И затоа семките можат да издржат неколку години во почвата, а дури потоа кога ќе дојдат поволните услови, тогаш да се разбудат. Потоа има никулец. Добре. Нема гајле. Никулец. И кај никулецот разликуваме два дела. Коренче на никулецот и пупка на никулецот. Од коренчето ќе се развие коренот, а од пупката ќе се развие следниот дел, односно стеблото и листовите. Но што е тука многу важно? Најважно се семените ливчиња. Во биологијата се нарекуваат котиледони. Котиледони. Да. Котиледони. Да. И тие се богати со хранлива материја, односно имаат резерви од храна и никулецот се храни додека да ја пробие почвата, додека е во земјата. Сега кои услови се потребни за да може едно семе да никне? Ги знаеме сите услови, само светлината малку ќе оставиме така на страна. Во ред. Ете така. Мора да стои тука како услов, но ќе ви објаснам што тоа треба да внимаваме. Прво, најважно е вода да се има, топлина и кислород. Некогаш и почвата се става, но сега во поново време знаеме дека одредени растенија можат и безпочвено да се одгледуваат. Па тоа се вика хидропоника, аеропоника и така да се одгледуваат во восок, така. Во вода и циркулира водата околу корењата или пак ако е аеропоника, тогаш во вид на прав, односно во вид на ситни молекули на водена пара се прскаат корењата и на таков начин никнуваат. Затоа не е ставена тука како услов почвата. Во ред. Прво, водата, зошто е многу важна? Важна е заради тоа што е богата со минерални материи, кои што му се потребни на растенијето. Тоа е храната на растенијето. Не. Храната тоа е вода. Тоа е вода со минерални материи. Така. Растенијата се исхрануваат по пат на фотосинтеза, тоа е друг процес. Понатаму ќе го обработуваме, но сега само да кажеме дека водата е потребна за снабдување на растенијето со минерални материи и со вода, бидејќи секој растение мора да има вода во своите клетки за да има да биде исправено, клетките да бидат цврсти и така натаму. Вториот услов е топлината. Топлината е многу важна затоа што
дури одредени семки имаат точно одредена температура кога никнуваат. Например, љубичиците на 18 степени никнуваат. Точно има Точно има, да, истражувано и точно се знае одредени растенија, одредени семки кога создаваат николци и кога изртуваат. Кислородот нормално и семките дишат, односно никулецот диша како и сите други делови од растенијата. И зошто светлината ја оставив на страна, ќе кажеме светлина и топлина, нели сонцето не ги дава тие нешта. Топлината ја кажавме дека е неопходна, ама светлината не. И сега ова е предизвик за учениците, понатаму ќе им кажам како да направат исто така да засадат семки и можат во една чашка да засадат семки кои што ќе ги чуваат на светлина, а друга група на семки да ги стават исто во чаша, ама на темно. Во фиока, во некој или во кутија која што нема вакви прозирни страни. Во шкафче. Така. И ќе видат, ќе заклучат дали навистина светлината е неопходен услов за никнување на семката или не. Да. Јас само малку ќе им помогнам, заради тоа што некои семки само блесок на светлина им е доволен за да се разбудат, за да можат да никнат. А повеќето не, но затоа светлината не можеме да кажеме дека е целосно неопходен услов за никнување на одредени семји. Зависи. Еве како изгледа напречен, односно надолжен пресек на семка од граф, тоа значи дека сме отвориле семката и ги гледаме сите нешта внатре што ги имаат. Повторно еве никулецот тука со пупката на никулецот и коренчето. Еве како веќе почнало да се создава коренчето, прво тоа никнува, односно прво тоа расте. И секогаш знае на каде да расте, односно дека треба надолу да... Си го знае патот? Да, си го знае патот. Има на врвот на коренчето одредени сензитивни клетки кои што се привлечени од силата на гравитацијата и заради тоа знае како треба. Надолу? Да. И тука се гледа истиот. А и ова е никулецот, така? Да, тоа е никулецот и семената обвивка околу семката. И сега би сакала малку да се задржиме на фазите во никнување на една семка. Кажавме дека откако ќе се разбуди никулецот, откако ќе ги добие сите потребни услови за живот, прво почнува да расте коренот. Се создаваат кореновите влакненца. Многу се важни, заради тоа што се прикрепуваат за почвата и тие се тие кои што ја абсорбираат водата која што има во почвата. Понатаму, следниот дел е односно растење на пупката, односно создавање на стеблото со листовите. Сега, во овој момент треба да знаеме дека некои семки, како што е графчето, сега ќе го покажам тоа тука убаво. Видете какво е движењето кај графчето. Каков полукруг прави од никнувањето, од никнувањето, значи коренчето, никулецот прави полукруг за да може нагоре потоа да се исправи. Еве сега ќе се исправи. Кукиче е малку. Да, сега во овој момент е како кукиче, но потоа ќе се исправи и ќе биде вакво. Ета, тука во една чашка ги имаме сите овие фази. Можеме да ги раздвоиме. Децата можат така да си ги направат, некој подолу да го насадат, некој погоре да го стават и во зависност од тоа какви услови добива, така и ќе си никне нагоре. И на крајот, третата фаза е веќе зголемување и издолжување на стеблото и на крајот создавање на листовите. Веќе стеблото и листовите, пупката, односно ја пробила почвата и веќе ќе се разлисте и во овој момент веќе почнува да создава самото храна. За луѓето. За сите останати, и првенствено за него самото, а потоа и за луѓето. И еве ги на едно растение што можеме да забележиме, еве го коренчето, од каде доаѓа, така, стебленцето од каде доаѓа, и од пупката дека се создава стебленцето и на крајот листовите. Ете, истото слично. И многу интересно дека обично децата не знаат дека секое семче што го употребуваат по дома, исто така може да го насадат. Ова е семка од сончоглед.
и многу е интересно, бидејќи нели го употребуваме за исхрана по дома, а истото може вака да го направат и да ги согледаат сите фази на развитокот на наникнувањето на семката. Одиме надоле уште. Не толку е презентацијата. И сега сакам да дадам задолженија, нели? Домашна работа. Домашна работа. Ако сакаат да бидат брзи и нестрпливи, ако се нестрпливи дали да им никнат растенијата или не, тука се семки од леќа. Тие најбрзо никнуваат. Ова се семки од грав, кои што се оставени, па нема цела недела, 5 дена се. И многу интересен пример и многу едноставен експеримент кој што сакам да го направат, а да не им досадуваат на родителите по дома и да не им прават да им биде нечисто. Употребуваме вакви ракавици, сега нели не се многу популарни. Па сега веќе сите имаме ракавици, така што многу лесно ќе се најдат. Да, но убаво е да бидат овие прозирните ракавици, за да може да го наблюдуваат никнувањето на семето, а понатаму следната лекција животен циклус на растенијата, па ќе можат целиот животен циклус да го наблюдуваат, а да им биде така видливо и лесно. Што треба да направат? Треба да земат ваков памук, да го намократ со вода, односно можат прво да земат семка некоја. Каква ќе земеме ние денес? Па еве графчето најкрупно, така. Ќе завиткаат убаво, ќе стават вода, ќе да прскаат со вода и ќе го стават во едното прста. Значи не треба тоа да се нурне со вода, туку треба да му се стави малку вода, па треба, така? Треба да не го по наводници удавиме во вода, туку треба да има доволно вода за да може да никне. Може да изберат различни видови на семки, нека не се плашат дека тоа го немаат дома. Имаат семки од пуканки, на пример, пченка од пуканки, имаат леќа, имаат гравчиња. Значи, можат две исти да стават во различни прстиња. И на таков откако сето тоа ќе го направат, може да го залепат на некој сончев прозорец или некаде и многу така интересно да ги воопшто не смета по дома. Ке нарасте зелена ракавица. Да биде внатре на топло, така треба да биде на топло. Да биде на светлина. Точно така. Дали треба да им ставаме вода, да речеме од време на време треба да се од време на време треба да се прскаат со вода, но кажав да не ставаат премногу, значи дозгора само да се прсне во во прстињата. Ако им беше четвртото? Ако им е тешко тоа, да го направат можат само во обично кесенце или еве како ја што сум направила вакви нешта имаат по дома, имаат вакви садови, може да бидат и поклопени додека да никнат затоа што нели топлина им треба малку повеќе и на таков начин ќе бидат успешни и ќе ги согледаат условите кои што им се потребни на семките за да може да никнат. Да, и наместо да ги фрлате тие пластични садови, можете да ги рециклирате да ви послужат како садови за растенија. Градина ќе си направат по дома од растенија. Браво, Цвајнштајн. Ви благодарам наставничке многу. Цвајнштајн, јас и ти ќе садиме после тоа, да речеме, јас многу сакам гравче. Да, ама ти да си садиш гравче, јас сакам сончоглед. Сончоглед, добро, ама јас која мене ќе ми порасне гравчето, ќе споделам со тебе, и за да ти да порасне, и ти ќе со мене ќе споделиш од сончогледот. Може така? Да. Супер, ви благодарам многу наставничке. Ние завршивме сега со овој час, значи спремни сме за еден джингл и да одиме на следниот час.